е совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Пролетна квиз свежина во СП Маркет Максиде и Юник. Купи Нивеа производи за 199 денари и освежи се оваа пролет со цептер награди. СП Маркет Максиде и Юник те очекуваат. Со Макс ТВ имајте кристално чиста слика и паузирајте ја програмата во живо. Плюс, гледајте една програма, а снимајте друга во исто време. Макс ТВ сега и во новиот 3 Макс старт пакет, заедно со супер брз интернет и телефонија во единствена претплата за само 1499 денари. Нарачајте веднаш на 171. T-Home. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Во наредните 60 минути, почитувани гледачи, ќе може да проследите интервјуто со Бранко Цренковски, всушност последното интервју кој Бранко Цренковски го дава како претседател на Република Македонија пред да замине на таа функција лидер на СДСМ и лидер на македонската опозиција. Господине Цренковски, имате уште 4 дена од претседателскиот мандат. Има ли некоја носталгија кај вас што го напуштате кабинетот? Па не, од една страна имаме измешани чувства, значи се делам од кабинетот, од една екипа на луѓе со кои што се работува во еден тип на должности и обврски што ги вршев во изминатиот период, меѓутоа истовремено се посветувам и на следна работа што ме чека, значи обврските кои ме чекаат како претседател на Социјалдемократскиот сојуз. И колку време ви треба да влезете од една во друга улога? Па ќе биде релативно кратко. Јавноста веќе знае дека Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз се закажа на 24 мај, што значи дека тоа ќе биде 10 дена од како ќе излезам од овој кабинет и од како ќе ја преземам должноста претседател на партијата. Многу ваши пријатели велат Бранко Цренковски, веројатно најголемиот глумец меѓу политичарите во Македонија, многу малку му треба да влезе од една во друга улога. Ја например бев фасциниран од улогата која одигравте при погребот на Борис Трајковски, навистина. Беше фасцинантен еден говор. Дури во еден момент поверував дека така и мислите за Борис Трајковски. Никогаш не сум глумел, нити вршејќи функцијата претседател на државата, нити ќе глумам, како што не сум ни глумел порано како претседател на Социјалдемократскиот сојуз, а морам да ви кажам дека нималку не глумев и на погребот на Борис Трајковски. Кој е ова политичко селење на Бранко Цренковски? Јас некако се обидов да бројам, испана некаде околу 10 политички селења. Без малку како некој трговачки патник во некоја голема фирма. Толку Бранко Цренковски ги има мену на функциите, становите и живеелиштата во овие 18 години. Во право сте кај живеелиштата, а што се однесува до функциите, бројот е нешто помал, значи од шеф на опозиција станав премиер, потоа повторно шеф на опозиција, премиер, претседател. Имате сила за уште едно политичко селење? Па имам јас сила за повеќе. Не само едно селење. Не мислев ново, мислев на следното. Ја мислев и на следното и после следното. Што ќе бидете после следното? Политички пензионер или премиер на Македонија? Па 2012 година. Не се оптеретувам јас со проекцијата дали ќе бидам идниот премиер на Македонија. Мене ме е клучно од Социјалдемократскиот сојуз како партија во наредниот период да направам победничка партија. Партија која што ќе ги добие следните парламентарни избори. Тоа е за мене успехот. И мој личен и на партијата, а мислам дека како што стојат работите, тоа ќе биде успех и за целата држава. Какви ви се односите со Ѓорги Иванов? Ѓорги Иванов пред половина година даде една изјава на одредена конференција дека тоа парастос на еден политички мртовец и вие треба на 12 за 4 дена да му ја предадете функцијата токму на Ѓорги Иванов. Има ли символика?
во целата таа работа? Со Ѓорѓе Иванов немам никакви односи. Значи, нити сум имал некакви контакти во животот, нити работни, нити приватни, така да немам изградено никаков однос кон него. Ја го почитувам тоа што се покажа на претседателските избори, што граѓаните му ја дадоа довербата, што тој ќе ја врши функцијата и градам однос кон институцијата претседател на Република Македонија, а не кон Ѓорѓе Иванов како човек или како некој кој што некогаш нешто кажал против мене или против некој друг. Ве навредува ли кога гледате дека блиските соработници веќе почнаа да фаќаат страна, дека почнаа да се гребат кај новиот газда? Конкретно мислам на Ѓорѓе Иванов, вашиот омилен војник Мирослав Стојановски ви испрати пред 2 или пред 3 недели во политичка пензија или во председателска пензија со статуетка на војник на Александар Македонски. Па ја не сум сигурен дека е тоа, како што ве велите, гребење или обид да се доближи до идниот председател. Па не можам поинаку да го сватам. Добро, ја можам... човекот за кој застанавте во изминатите 3 или 4 години од Вуковар аферата, па во изминатите 4 години сите глупости кои ги имаше направено, хеликоптерска ваква несреќа, онаква несреќа, на крај ви испрати со војник на Александар Македонски. Исто како Никола Груевски со картата на голема Македонија. Морам да кажам дека генералот Стојановски не е толку наивен да мисли дека со една статуетка ќе постигне таква цел. Затоа и не верувам дека тоа му било мотивот. Па може би и наивен. Па добро, ќе видиме, времето ќе покаже. Во СДСМ ве доживуваат и во дочекуваат кој што христијаните го дочекуваат Великден, па дури и Великден се го честита со Бранко Воскресе, навистина Воскресе. Ве навредува ли едно такво чувство дека луѓето во СДСМ се во таков очај и без излезност, единствено Бранко Црнковски може да ги воскресни од сегашната мртва политичка ситуација? Па тоа е една ситуација која што морам да кажам дека создава едно психичко оптеретување за мене. Очекувањата се издигаат на многу високо ниво, а од друга страна е сосема јасно дека не постои волшебен потек или нешто што може да се искористи за работите да се променат преку ноќ. Партијата е на вистина во тешка ситуација. Има информација дека е банкрот партија, дека некои долгови се приближно околу 1,5 милиона евра во овој момент на партијата, со тенденција да станат и поголеми од 2 милиона евра. Па јас не ги знам точно бројките, а и да ги знам не би ги говорил јавно, меѓутоа колку што има информација, на вистина СДСМ е и презадолжена партија од една страна, меѓутоа тоа е само еден дел од проблемите. Таа е на организационен план, на партија која што лошо функционира, со навистина лоши внатре-партиски меѓусебни релации и односи, поделена на крила на групи кои што меѓу себе се конфронтираат, не само во моментот, туку во подовременски период. Партија со навистина низок углед во јавноста, со серија на порази зад себе, што веќе... Кој ќе биде првиот потек, господине Црвенковски? Дали планирате поп да викнете, да ги исчати, да ги испиете тие канцеларии во СДСМ, после Бучковски, Шекеринска, не знам и Зоран Заев, може и Малер ќе вие, може вие ќе бидете поразени од Груевски? Па мислам дека поп нема да има потреба да се вика, доволно ја да влезам тоа. Што мислите? Како новинарите оценуваат вашата работа, дали ве интересира? Се разбира. 2 минути 18 секунди прилогот можеме да го погледнеме и продолжуваме понатаму. Имаше и добри и лоши моменти за време на неговото владење, но имаше среќа да го има за премиер Груевски, додека он беше во поголемиот дел од мандатот председател и покажа поголеми државнички афинитети за да ја води државата, отколку што имаше Груевски во овој период. Мислам дека Бранко Црвенковски даде се од себе и особено во првите 2 години од неговиот мандат, кога Македонија сериозно ја зацврсти својата меѓународна позиција, тој беше успешен. Не беше добар председател. Кажете ми вие, пошто може господин Црвенковски да му дадете позитивна оценка за овие 5 години? Само еднаш, колку што мене ми текнува, при Генералното собрание на Обединетите нации се обиде да го одбрани уставното име на Република Македонија и тоа беше се. Па мислам дека тоа прашање премногу директно за да се одговори директно. Во оваа смисла дали Бранко беше добар или лош председател, треба да се процени врз основа на тоа како ги извршувал своите задачи врз основа на ингеренциите по уставот. По мене во одредени прашања може да се каже дека Бранко бил повеќе прагматичен председател отколку добар или лош. На почетокот он од неговиот председателски мандат покажа лоши резултати, особено во однос на меѓунационалните односи, во однос на Косово. На крај мислам дека пак неговиот председателски мандат заврши на позитивен начин, особено во делот на неговата улога во однос на името и решавањето на спорот со Грција и отворањето на патот на Македонија кон евроинтеграциите.
Па мислам дека беше добар председател Бранко Црвенковски во рамките на она што уставните надлежности во Македонија го припишуваат како обврски и права на председателот. Не се сеќавам дека направил ниту еден гаф во неговите изјави дома и надвор. Мислам дека неговите главни заложби за интеграција на Македонија во Европска унија и во НАТО во целост ги изразуваше преку неговите јавни настапи. За жал, во следните 3 години Црвенковски водеше една безпоштедна, бесплодна, неизбежна битка со популизмот на Никола Груевски. Тој е период кога Македонија назадува и не верувам дека постои македонски политичар кој во овие последни 3 години за себе може да рече дека е успешен. Дали Бранко Црвенковски беше добар или лош председател на Република Македонија и како македонската историја по некој временски период од 20-те на години ќе го определи, ќе го означува и негов временски период како шеф на македонската држава? Дали бевте добар председател? Што вие лично мислите кога ќе легнете навечер? Што се велите, дали Бранко Црвенковски беше добар или лош председател на Република Македонија? Мислам дека не е коректно да си давам сам за себе оценка. Пред се тоа треба да направат граѓаните на Република Македонија и сите оние кои што ја следеа мојата работа. Јас можам да кажам дека, како што вие велите, кога ќе легнам навечер, легнам со чиста совест. Од едноставна причина што во сите 5 изминати години се обидував, се трудев и успевав да дадам максимум од себе. Толку колку што можам и толку колку што знам. Господин Црвенковски, одговаравте за функцијата председател. Ние, например, пред вас имавме 2 председатели во современа или понова Македонија, Киро Глигоров како татко на нацијата и Борис Трајковски како човек од народот. Вие карактерно не одговаравте на ниту една од тие две улоги. Дали карактерно можевте да се соочите и да живеете на таква улога, кога таа улога и реално не практицира реална политичка мок? А вие без реална политичка мок во изминатите 18 години покажавте дека тешко се сноѓате на политичката сцена. Значи, прво, апсолутно не се согласувам дека постојат само 2 стереотипи за председател на држава. Значи, татко на нацијата или човек од народот. Добро, вие бевте прв председател, силен лидер на партија кој дое на тоа чело. И нормално да очекувате дека го делите народот со таа една функција. Да, ама ако следиме таа логика, тогаш треба секогаш да се прима или да се кандидира за председател на државата човек кој што нема никакво политичко минато. Господин Црвенковски, ви пречеше ли што ви доживува како англиска кралица додека бевте председател? Дали се чувствувавте немоќен нешто да смените во државата? Дали за еден човек кој сака да владе, да има власт, тоа беше на понижувачка, мизерна позиција? Прво, јас не можам да се согласам со оценката дека бев доживуван како англиска кралица, туку сосема спротивно. На мене ми беа припишувани моќ, сила и влијание многу поголемо не од тоа што Уставот дава, туку од тоа што било која личност може да ги има. Имавте реално например, за се што не чинеше во државата, за се што не одеше во добра насока, за секој проблем на кој што наидуваше актуелната власт, секогаш дежурен виновник беше Бранко Црвенковски. Како што вие рековте пред малку, затоа што владеја со подземни структури, со финансиски кругови, со служби, тајни служби, со, не знам... Владеете ли со нив? Видите, ако јас можам да владеам од оваа позиција која што самите знаете дека според Уставот нема допир со безбедносните служби, например со правата за безбедност и контразнавање и така натаму. Приватизацијата е во ваше време направена. Тие луѓе стекнаа капитал, веројатно имат одредени облигаторни односи кон вас. Значи, ако ја можам, хипотетички, ако можам, после 3 години владење на ВМРО и промена на сите луѓе, на сите раководни места, во тајните служби и во јавниот дел на безбедноста во Република Македонија, после 3 години на владење во кои што се направија радикални промени во судство, каде што можеме самите се увериме со политиката на владата се врши буквално силување на слободниот пазар во Македонија и промена на моќта меѓу фирмите и компаниите. Констатирате или жалите дека Никола Груевски ги презема лостовите во судството, во тајните полиции и во олигархијата? Не, сакам друго. Поентата ми е следно. Ако после се тоа се уште актуелната власт тврди дека моќта е кај мене, не кај нив, они треба да се отидат уште вече дома, поднесат оставка. Кој повеќе од кого се плаши? Никола Груевски од Бранко Црвенковски кој се враќа во СДСМ или Бранко Црвенковски дека може да биде четвртиот лидер по низа во СДСМ кој ќе биде поразен од Никола Груевски? За тоа колку се плаши Груевски од мене треба го прашате него, не знам. Па вие сте имале колку тета средби, веројатно може да почувствувате. Не сум правил
психички анализи. Меѓутоа, можеме да кажем дека јас од Груевски не се плашам, нити се плашам од оваа власт и кога би се плашал, веројатно и не би се решил да се враќам во СДСМ, во една ваква ситуација во каква што е опозицијата и да почнувам од почеток со еден партиски ангажмент. СДСМ сега растурена како Турција после Балканските војни. Без малку да нема парче на СДСМ на кое може да се подпрете. Видете, па тоа е причината зашто се враќаме во СДСМ. Да беше СДСМ силна, моќна партија, можеби партија на власт. Нити јас ки имав мотив после сетоа, после 8 години премиерски мандат, 5 години председателски мандат, да се враќам повторно да почнувам од нула во партијата. Ниту пак СДСМ ки имаше потреба и ќе ме повикуваше да се вратам на челното место. Господине Црвенковски, кој беше поише исплашен во Букурешт? Вие или Никола Груевски? Исплашен од што? Исплашен од поразот, исплашен од компромисот, исплашен од како ќе биде дочекан од македонската јавност. Ова го прашам затоа што е битно. Значи, луѓе кои што не стравуваат, кои што не се сомневаат, дури во собствените одлуки, се неодговорни луѓе. Секогаш е неопходно, нужно, потребно само проверување дали тоа што го правите е навистина правилното, исправното, тоа што ќе донесе некако добро за државата, за граѓаните и така натаму. Во Букурешт јас бев исплашен. Бев исплашен токму од она што се случи. На крај од стравувањата се покажа како точни, ние не ја добивме поканата. Што се однесува до Груевски, веќе беше прашањето и за него. Не сум сигурен дека стравуваше од истите работи. Може би стравуваше и од ваквиот епилог, меѓутоа имам впечаток дека стравуваше дури и да бидеме примени во НАТО, да биде упатена поканата за членство во НАТО, ако за тоа е цената постигнување компромис врз основа на предлог кој што го даде Нимиц непосредно пред Букурешт, тоа е Република Македонија Скопје, кој што ние го прифативме. Зашто го велам? Затоа што постојано потоа бевме сведоци на негови деманти дека никогаш не се согласил за такво нешто, дека тој не дал потврден одговор, дека тој е рекол дека може тоа да пројде ако народот на референдум одлучи. Значи, заклучувам дека тој стравуваше и од влегување на Македонија во НАТО, ако цената на тоа беше да Република Македонија во заграда Скопје биде новата формулација која што ќе биде користена на меѓународен план. На почетокот на мандатот рековте дека лаш успех ќе биде ако го закачите знамето на Македонија пред НАТО и ЕУ. Знамето на Македонија, денес сме 2009 година, помина 5 години, не е закачено, не е развиорено нит пред НАТО, нит пред ЕУ, евентуално можете на Бихачка да го закачите се. Дали тоа доволно доказ да се извлече одредена паралела и политичка теза дека сте биле лош председател, бидејќи без малку вашиот мандат не е ни еден од стратешките прашања на Република Македонија решен? Значи, вака да нема никаква дилема. Секој неуспех на Република Македонија во овие 5 години дека сум бил нејзин председател, го сметам и за свој личен неуспех. Секој неуспех. Жалам што не станавме членка на НАТО, а можевме тоа да го направиме. Не мислам дека можевме и во идеални услови да станеме членка на Европската Унија, али ќе беше доволно да ги почнеме преговорите и да затвориме неколку поглавја, што исто така беше можно, тоа не беше невозможна мисија. Господине Црвенковски, можете ли да се објасните зошто толку бевте негативно восприман како председател на државата? Ви пречеше ли тоа? Можете ли да живеете со една таква негативна енергија? Значи, само да набројам, политички мртовец, што ја знам, лидер на олигархијата, човек кој манипулира со тајните служби и така натаму и така. Значи, човек претпоставам дека треба да има добар стомак за да може да ги издржи сите тие тешки навреди. Да, треба да има и добар стомак и добри нерви. И очигледно ги имам. Во сите овие изминати години сум проаѓал низ периоди кога популарноста ми била на многу висока точка и во периоди кога таа популарност или негативниот набој кон мене бил изразито силен и изразен. Меѓутоа, ништо тука не е случајно и ништо не е спонтано. Јас тврдам дека не некоја личност, туку било каква политичка структура, идеја, партија во овие 18 години не била предмет на силно оркестрирана, добро осмислена, една фронтална, негативна кампања како што тоа сум бил јас. Па дури лани, ако не се лажам... Дури има тука едни контрадикторности, значи
Истите политички структури, нивните медиумски мегафони, сабајле ме напаѓаат дека сте апсолутно незначаен, беззначаен, како што ви рековте, англиска кралица, без било какво влијание, за попладне да кажат. Меѓутоа, тој го контролира целокупното судство, службите, финансиската олигархија во државата, ги држи каналите со странство. Имавме ситуација дека Вашингтон и Брисел ги градат своите оценки за владата на Груевски состојбите во Македонија врз основа на моите брифирања. Замислите која е таа моќ? Америка да гради позиции врз основа на тоа што ја ќе им соопштам. Обвинување дека сте изолиран председател. Ица Боцевски излезе лани на пресконференција дека Бранко Црненковски од странските јазици говори само црногорскиот јазик, ако не се лажам, ве споредува нели со Мило Џукановиќ, во една пежоративна смисла на зборот. Одеднаш ова влада единствен потпирач на Балканот има само во политиката на Црна Гора, па мислам дека и признавањето на Косово беше ставот на Антонио Милошевски ние во координација со владата на Црна Гора, а сега министерот за одбрана оди во Црна Гора па добива утеха од Црна Гора дека Македонија очекува дека ќе го реши проблемот со името и дека ќе влезе заедно со Црна Гора во НАТО и во Европската унија. Видите како едно салто мортале се направи на политичката сцена во изминатите неколку години. Видите се вака, значи тој обид или тој напад или таа кампања дека јас сум меѓународно изолиран, со мене не се среќаваат странски државници, не доаѓаат или не патувам. Дека освен во Подгорица нема кај дојдете, Добро. евентуално до Софија. Тоа траеше одреден период. Траеше одреден период и се тоа нема веќе да го слушнете нигде. Зошто? Затоа што имаме сосема видлива, за сите видлива, од никого недискутабилна ситуација, дека не само што владата и премиерот Груевски се изолираните, кои што не можат со никого да контактираат, туку дека токму во овој период на владењето на Груевски, единствената државна институција во Македонија, која што можеше нормално, фреквентно и доволно често, значи да комуницира и со Вашингтон, и со Брисел, и со сите земји членки на Европската унија, и не само со нив, туку и во целиот регион, е институцијата председател на државата, тоа е јас. Добро, од каде господин Црненковски таа негативна енергија? Мислам дека вие сте всушност жртва на собствената политичка кариера, бидејќи безмалку во изминатите 18 години поразивте све што можеше се порази на политичката сцена, со исклучок на Никола Груевски. И Петар Гошев, и Васил Тупурковски, и Тито Петковски, Киро Глигоров замина во политичка пензија. Во еден Лјупчо Ѓоргиевски, во еден момент останавте изолирана политичката сцена, безмалку од сите тие големи играчи. И тоа беше сосема нормално, се очекува дека целиот тој гнев на таа неуспешна, мизерна македонска транзиција ќе биде струполен врз ваши плеки. И мислам дека всушност Бранко Црненковски, одејќи од победа во наводници на политичката сцена, стана најголема жртва на македонската транзиција, односно човекот кој е единствен виновен за целата ова мизерија и беда во која ни денес живееме. Можете ли вие да се сочите со тоа? Прво вака, постојат некои стереотипи кои што во подолго време се негуваат, се надоградуваат и нормално потоа се прифаќаат, без да се води дебата дали е тоа така или не. Например, стереотипот Бранко Црненковски или СДСМ се 18 години на власт. Лага. Добро, колку сте години на власт? Ако сум бил 8 години премиер, вистинската власт во моји раце, бидејќи вистинската власт е во рацете на владата, премиерот и парламентарното мнозинство, е во тие 8 години. Ако ги додадеме и 4 години на други премиери од редот на СДСМ, тоа се 12 години. Крај, завршена е приказната со владењето на СДСМ, кое што е дури и поголемо отколку владењето на Бранко Црненковски. Народот верува во таа флоскула дека СДСМ Бранко Црненковски 18 години владее во Република Македонија. Само да прашам, дали тоа значи дека јас сум владеел кога Лјупчо Ѓоргиевски бил премиер, а Груевски бил министер за не знам, економија или за финансии во владата на Груевски, кога се продаваше ОКТА, кога се случи војната во Македонија и слично. Дали сум ја одговорен за период кога Клюсев бил премиер на првата влада во Република Македонија, која што доминантно беше од ВМРО-вска провиненција политичка. Дали сум ја одговорен за овие 3 години сега, кога е Груевски не само премиер, него има концентрирано кај себе целокупната власт и моќ. Пред да одиме на вториот, односно третиот блок, дали Бранко Црненковски се исплаши, не се кандидираше за втор мандат, две кратки прашања. Имавте пазар со Никола Груевски изминатите 5-6 години? Никогаш. Дали Никола Груевски сега новата звезда, Бранко, звездата политичка во симнување? Да, ја мислам дека златниот период на Никола Груевски заврши, дека нивната политика, ја тоа често пати сум го спомнал, кога спомнам и сега, значи, постои една изрека дека некои луѓе можете да ги лажете цело време, ама сите луѓе само одредено време. Мислам дека периодот на лажење на Никола Груевски на политичка сцена во Македонија завршува.
и на крајот на кришта и покрај убедливата победа на председателските на локалните избори. Граѓаните? Па не, ССМ нема шанси. Никакви шанси. Бедно е тоа чувство, господине Црвенковски, да одредени политички партии се менуваат на власта за да го лажат народот. ССМ нема никакви шанси ако се обиде со истите методи на истиот начин како што тоа сега го прави ВМРО или како што во одредени периоди во минатото го правила самата ССМ, нити да ја врати довербата на граѓаните, нити да ја освои власта на следните парламентарни избори. Која гаранција да ви веруваме на овие збори, кои овие збори ни кажуваат 18 години? Па видите, во тие 18 години имало многу причини да ми верувате на тие зборови. Значи доволно уште еднаш да ви веруваат граѓаните? Не, ако ги погледнете клучните точки или столбови на кои што се подпира современата македонска држава, почнувајќи од референдум, донесување на Устав 1991 година, реформа на целиот систем од повеќе партиски во демократско општество, од социјалистичка самоуправна економија во пазарна економија, болна транзиција. Некој тоа мораше го сработи. Сега ми личите на младоженец кој се фали пред дедото и бабата на идната сопруга дека е добар, да може да му ја дадат. Не, јас само ги подсетувам луѓето. Ја не измислувам. Бидејќи противници са би ви рекле, не знам, олигархијата, атентатот врз Киро Глигоров, не знам, смртта на Борис Трајковски, знаете, тука можеме да наредиме 15 лоши причини. Не, они ќе кажат за заушките. Епидемијата за заушки, дека јас сум виновен или за нешто друго. Проблемот е нешто друго. Дали некој тоа мораше го сработи? Дали во Македонија вие лично дека не сте виновен за ова мизерија во која живее македонскиот народ? Тоа е клучното. Јас верувам во нешто дека никогаш ништо не сум направил со предумисла за да направам нешто лошо за народот. Секогаш во тој момент кога сум ја донесол одлука, сум верувал, сум бил убеден дека е тоа најдоброто за граѓаните и за народ. Дека имало грешки. Дека некои од тие мои потези потоа предизвикали одредени штети, тоа мене ми е јасно. Меѓутоа ја никогаш не сум бегал од работата и од донесувањето на одлуките. Некој реформата во Македонија мораше да ја спроведе. Приватизацијата во Македонија мораше да се направи. Не само кај нас, туку во цела Источна Европа. Изразите олигарси, тајкуни, не ги измисливме. Некој требаше да биде и жртва на таа приватизација. Се прашањето дали Бранко Црвенковски нема да биде политичка жртва на таа приватизација, дали со тоа можеби вие запечатена политичката кариера. Можеби, ама тоа нема го одредиме јас и вие во разговорот, ќе го определат граѓаните на следните избори. На крајот на кришта кога заврши приватизацијата во Македонија? Па Никола Груевски гледа дека заврши транзицијата сега и дека ова е смрт на транзиционите политичари, вклучително и Бранко Црвенковски. Па добро, а Никола Груевски кај го брои период 98-2002? Ако сега завршила транзицијата? Кога тој беше во владата 4 години на Љупчо Георгиевски. Сакам друго да кажам, дека приватизацијата во Македонија, клучните реформи во Македонија во економската сфера и градењето на пазарната економија завршија 98 година. И ние плативме цената на таа транзиција. Во 2002 година со 500.000 гласа се вративме назад. Граѓаните, значи, ја имаа приватизацијата зад себе како искуство. И во 2002 година рекоа, слушайте, оваа политика која што ја нуди Социјалдемократскиот сојуз во однос на оваа импровизација од политика, неодговорност, несериозност, хазардерство, катастрофичност што ни ја нуди оваа структура на ВМРО ДПМН е нешто што ни нуди стабилност, сигурност, перспектива. Ние имаме таква ситуација сега. Повторно Груевски е тој кој што се обидува постојано да ги подига надежите, очекувањата и при секое нивно неисполнување да пласира уште поголеми очекувања и надежи. Значи, ако беше првото дека ние ќе имаме по 400-500 милиони евра годишно странски инвестиции, кои што не ги реализира, сега имаме 8 милиарди евра во наредните 6 или 7 години, а во првите 6 месеци оваа година имаме 0. Ако претходно беше ние ќе раскрстиме со невработеноста и со сиромаштијата во државата, нели, дојде вистинската власт, која што само требала да биде избрана и веднаш работи да ќе тргнат во добра насока. Ние имаме ситуација каде што невработеноста е сега поголема отколку што ја презедува, сиромаштијата е поголема. Не е тоа резултат само на светската економска криза, која што дури допрва последиците ќе ги почувствуваме, туку таквите ситуации и таквите состојби ги имавме и пред почетокот на светската економска криза и последиците кои што дојдоа во Македонија. Да не забораваме уште и дополнително дека не убедува дека нема да почувствуваме ништо од таа криза, дека дури тоа е голема шанса за нас.
бидејќи ја мислам дека беше свесен, но ти во ниту една ситуација немаше да добие. Па, он е политичар кој што не трпи да изгуби. Поточно, он не трпи ни да ризикува. Камоли на последните избори, он веќе беше јасно дека со било што да истрча ВМРО на овие избори, ќе победи нивниот кандидат. Затоа што ќе изгубеш. Човекот многу добро процени што го очекува, каде му е местото во овој период, и не случајно го избра токму Фрчковски за оваа трка која што за оваа трка за новиот претседателски мандат. А не се кандидира затоа што беше јасно дека Црвенковски ќе ги изгуби изборите ако влезе во уште една трка за претседател на државата, пред се заради условно кажано новата коалиција што во меѓувреме се случи помеѓу ВМРО ДПМН и партијата ДУИ, која што беше главен партнер на СДСМ во албанскиот блок. Една од причините е што тој сметаше дека неговиот рейтинг сигурно не е толку висок за да може да победи на овие избори, и виде дека влијанието како лидер на опозицијата, дури само како лидер на опозицијата, може во одредени моменти да биде многу поголемо отколку функцијата председател. Па мислам дека аргументот што самиот го кажа е точен. Тој вели, и јас му верувам, дека во овој момент за Македонија е потребно да се постигне дисконтинуитет во политиката, и тоа не може да се направи од позицијата шеф на државата. Проблемот е што иста беше ситуацијата и пред 5 години, кога тој дојде на позицијата шеф на државата, и тој ја прави аргументацијата на известен начин слаба. Зошто Бранко Црвенковски не се кандидираше на изборите 2009 година за втор мандат шеф на македонската држава? Што за тоа вели сам Бранко Црвенковски? Господине Црвенковски, зошто не се кандидирате за втор мандат? Па тоа јавно го соопштив уште цела една година пред претседателските избори. Имаше повеќе причини, меѓутоа основната причина беше тоа што од таа позиција на претседател на државата, со ингеренциите кои што ги дава Уставот, не можев да повлијам да се промени оваа политика на владата, за која што верувам дека е штетна за интересите на Република Македонија. Од тие причини кои не можам да ја англиска кралица. Па видете, според Уставот на Република Македонија, кој што ја дефинира државата како парламентарна демократија, на сите им е јасно дека централната моќ, власт е во раците на владата и парламентарното. Тоа не го знаевте 2004 година? И требаше 5 години за да го сватите и за да се откажете после, па да се вратите на тоа што го напуштите 2004? Да ве потсетам и вас и сите наши гледачи да направат самите една споредба, а тоа е дека во периодот од 2004 до 2006, кога со двете влади на Социјалдемократскиот сојуз, владата на Костов и владата на Бучковски, воздевме една усогласена надворешна политика, всушност се направи и најголемиот исчекор на меѓународен план на Република Македонија. Тоа се случи признавањето на уставното име од страна на САД. Тогаш го добивме кандидатскиот статус во Европската Унија во 2005 година. Скоро сите неопходни критериуми и предуслови за членство во НАТО алијансата беа исполнети до 2006. Мислите дека владата на Костов и на Бучковски бе подобри од владата на Груевски? Ако говориме во оној дел за кој што јас имам ингеренции, каде што според Уставот бев нормално учесник во креирањето на политиката, тоа е надворешната политика, евроатлантските интеграции, да, дефинитивно тоа го говорат резултатите. Вие ги жртвувавте тие две влади. Во кој смисол? Па и Хари Костов и Владо Бучковски беа на некој начин изманипулирани на политичката сцена и подоцна и поразени. Мислам дека со внатрешни отпори во рамки на СДСМ. Без малку и Хари Костов незадоволен замина од таа премиерска функција, Владо Бучковски дури отворено ве нападна после конгресот 2006 година дека сте му правиле на некој начин пуч. Радмила Шекерински исто тоа го кажуваше. И народ доживува дека Бранко Црвенковски сушност ги сруши тие две влади за да може да се врати подоцна во СДСМ. Да, не народот, али дел народот или дел од медиумите или уште поточно дел од политичките структури се обидуваат да пласираат една таква теза која што во основа е глупа и контрадикторна. Значи, што е била глупа? Како можете да жртвувате некого со тоа што ќе го направите премиер на една држава и ќе му ја дадете најмоќната функција во државата? Па на тој начин. Знаете ли колку луѓе би сакале така да бидат жртвувани? Па што знам, јас можеби не би сакал. Може би има луѓе кои сакаат, меѓутоа знаете, веројатно генерално во тој момент Владо Бучковски беше посилен од вас во СДСМ.
Вие може би му дававте премиерската функција, меѓутоа тоа што Бранко Црвенковски грчевито се бори да го задржи во изминатите 18 години е постојано таа челна функција или тоа лидерско место во СДСМ. И мислам дека тука вие ги миниравте и Бучковски, Шекиниска, бога ми може би Зоран Заев. Значи не само Владо Бучковски, туку и Радмила Шекиниска, во целиот период додека беа председатели на Социјалдемократскиот сојуз беа посилни и помоќни во партијата од мене. Сосема разбирливо. Во моментот кога ја презедов председателската функција во државата, нити според уставот можев, нити самиот сакав да се мешам во внатре партиските работи или политики кои што се креираат во рамките на партијата. Тие беа председатели со полн капацитет, ја водеа партијата, Владо Бучковски и владата, така како што мислеа дека треба да го прават тоа и нормално тој кој што го даваше конечниот суд беа граѓаните на избори. И кој е клучниот конфликт помеѓу вас и Владо Бучковски? Имам чувство дека тој конфликт всушност и определи да не се кандидирате по втор пат за председател на државата. Ако не се лажам, тоа беше во периодот на уставните измени, кога имаше одредена формулација во вториот круг да биде со 1/3 излезност можноста да биде избран председателот на државата. Владо Бучковски не го прифати тоа, влезе во политички пазар со Лјупчо Ѓоргиевски и тие уставни амандмани не беа прифатени. Имам чувство и сега дека ако знаевте претходно дека Никола Груевски ќе оди на промена на уставот, дека со 40% излезност во вториот круг ќе бидат успешни председателските избори, ќе се кандидиравте за втор мандат. Мислам дека вие се откажавте знаејќи дека не може да се дофрли цензусот од 50%. Не е точно, значи апсолутно во ниту еден момент не се водев во донесувањето на мојата одлука да не се кандидирам по втор пат и да се вратам во Социјалдемократскиот сојуз врз основа на проценка дека можам да доживеам неуспех на председателските избори. Јас тврдам дека ако се кандидирав, имајќи во предвид и кадровската и програмската понуда на овие избори, дека ќе станев председател на Република Македонија. Ми дело помалку, ајде да не речам бедно, меѓутоа човекот кој се промовира во фајтер на политичката сцена 18 години, да не се кандидира за втор мандат. Тоа ми дело, знаете, по втор пат вие бегате 2004 година од обврските за премиер и одите за председател и сега по втор пат на некој начин бегате. Вие ќе победите на овие избори. Имате одговорност не само према левицата, туку према граѓаните да ја делегитимирате колку може побрзо оваа власт во Република Македонија. Ни еден председател во Југоисточна Европа не се откажал во втор мандат. Единствено вие не се кандидиравте за втор мандат. Се би било точно ова што го говорите под еден услов, да ја не се кандидирав за втор мандат на председателските избори и да почнев да пишувам мемуари. Да се тргнев во политичка сцена. Па зар би можеле да се прифатите да пишувате мемуари? Да не се кандидираш на председателски избори кои што имаш шанси да ги добиеш и да се решиш да се вратиш вназад во опозиционата политичка партија со цел да ја поразиш власта на следните парламентарни избори е најфајтерското нешто што може да се смисли во овој момент. Значи, токму тоа е преземање на ризик. Затоа што... Тоа е мотивот на Бранко Црвенковски го порази Груевски? Не е тоа личен мотив. Не е тоа Бранко Црвенковски, Никола Груевски, човек на човек, суета на суета, амбиција на амбиција. Па мислам дека конфликтот освен идеолошки во моментов, ако не од ваша страна, кој што велите, меѓутоа сепак од другата страна е издигнат на ниво на личност. Ете, од другата страна има нешто многу покомплицирано од колку суета. Таму има, ја би го нарекол една фрустрација, е психолошки проблем во однос на мене, бидејќи не можам ја поинаку да толкувам. Има 8% рейтинг, има 30%. Која фрустрација била? Па добро, ако сум 8% рейтинг како имам, ако сум политички мртовец, ако сум транзиционен политичар чија кариера завршила, од каде таа обсесија на Груевски и на целата екипа околу него со мене? Од каде? Буквално да не ме вадат од уста од сабајле до вечер секој ден, 24 часа во денот, 7 дена во неделата, како што би рекле во еден свој. И од каде таа обсесија? Па тоа треба нив да ги прашате, меѓутоа ја мислам... Вие се враќате на чело на СДСМ и вие претпоставувате дека таа обсесија ќе продолжи и дека тој концепт на оцрнување на Бранко Црвенковски ќе продолжи. Вие не можете да бегате од тоа. Значи, како сериозен политичар претпоставам дека вие ќе имате некој контраефект на целата таа политика. Значи, нешто ќе продолжи, ќе се радикализира. Ќе креира варијантата не ви одговара да глумите Никола Груевски, ова не е фер. Да се разбереме, значи може не е фер, ама е ефикасно. Ја нити барам алиби, нити барам предвремено објаснување за неуспех евентуално на следните парламентарни избори.
Мене ми е јасно дека оваа кампања против мене допрва ќе добие невидени размери. Сега ќе ме гледат директно како противник од другата страна, до сега индиректно. Сега директно ќе ме гледат како закана и противник политички со кој што ќе се соочат на следните парламентарни избори. Тоа е ризик кој јас го прифаќам и од кој не бегам. Ќе им барате предвремени избори? Ќе барам што е можно побрзо избори. Меѓутоа, дали 2010 година СДСМ ќе биде со Бранко Црвенковски во кондиција да бара предвремени избори? Знаете, малце повеќе шире за овие председателски избори од една единствена причина: власта го погоди последниот момент кога може да направи успешни за себе политички избори, слично нешто на Мило Џукановиќ во Црна Гора. Како доаѓа економската криза и како паѓа до вербата во власта нема ни да помисли на предвремени избори. Логиката тогаш ми е сосема нормална дека опозицијата на чело со Бранко Црвенковски ќе бара. Јас претпоставам дека 2010 година веројатно ќе оптималниот момент кога Бранко Црвенковски ќе му бара предвремени избори на Никола Груевски и кога ќе може политички да го порази. Знаете што? Значи, во секоја парламентарна демократија во Европа, опозицијата е таа која што во одреден момент бара предвремени избори. Тоа не е нешто невообичаено, нелогично, туку напротив составен дел на демократскиот живот во едно општество. Меѓутоа, дали ќе се случат предвремени парламентарни избори, е нешто сосема друго. Че е сосема јавно, отворено му порачено на Груевски. Ако има предвремени избори, нема да бидат затоа што СДСМ ќе ги сака, туку затоа што народот ќе ги сака. Која е вашата проценка? Кога можеме да очекуваме предвремени избори? 2010-та? Јас со тој тип на прогнози не сакам да се бавам, дури во овој период имав прилика да слушнам, да прочитам низ медиумите одредени представници на Социјалдемократскиот сојуз да проектираат кога ќе се случат социјални немири, кога ќе има штрајкови, кога ќе има предвремени избори и така натаму. Зоран Заев вели дека на почетокот на летото најодговорно тврдам. Пакет. Значи најодговорно тврдам дека ниту еден збор, ниту една прилика не сум изговорил пред било кого на тој план. Немате проценка? Не затоа што немам проценка. Кој човек го познава, не затоа што немам проценка. Не затоа што немам проценка. Имате наредни 2 години спроектирано сите потези кои ги не затоа што немам проценка, туку затоа што има редослед во потезите. Прво и неопходно е да се консолидира СДСМ. Значи луѓето кои што не успеа да го консолидираат СДСМ, се му даваат задачи на СДСМ кога што ќе прави. Прво што треба да направиме е да си средиме сопствената куќа. Ние не смееме да бараме предвремени избори и да ја бараме поддршката на граѓаните само затоа што тие се незадоволни од владењето на Груевски. Значи, ние мораме да излеземе со нов програмски концепт, со одвете на денешните предизвици и проблеми, со нов тим на луѓе кои што ќе имаат кредибилитет тој програм и да го подготват и пред јавноста да го презентираат, и нам не ни треба победа на некои предвремени избори само затоа што не им се допаѓа ВМРО, ДПМН и владењето на Груевски, туку затоа што се верува во програмската ориентација и определба и луѓето кои што ќе таа програмска определба ќе ја спроведуваат, што ги нуди Социјалдемократскиот сојуз. Тоа прво треба го одработиме кај нас во партијата. Кои се тие, господине Црвенковски? Значи, ако ги гледам вашите потези, значи вие му понудите на Керим да биде кандидат за председател од редовите на СДСМ или еден заеднички кандидат, па ве одби. Подосна беше Љубомир Фрчковски, јас тоа не можам да го доживам никако поинаку, освен како одреден вовет во еден артилериски напад на власта, да се подготви терен Бранко Црвенковски се врати на чело на СДСМ. И кој е тој профил на луѓе? Прво, ајде да дефинираме, го жртвувавте ли Керим? Ви пречеше ли Керим, па му давте на таков непристоен предлог? Кој е непристоен предлог? Да биде председател на државата? Да. Попристоен предлог и подобар предлог од тоа нема. Тврдам и денес дека тој ќе беше соодветно решение за председател на државата во ситуацијата во која што Република Македонија се наоѓа. Подобро од Ѓорѓе Иванов? И исто, апсолутно. Ми прашавте во однос на Ѓорѓе Иванов, неспоредливо. Толку не може да го простите на Ѓорѓе Иванов за тоа политички мртовец и парастос. Не говорам ја за неговите изјави или однос кон мене. Ја говорам за квалитети, за искуство, за знаење, за име. Ѓорѓе Иванов излезе од чинелот на СДСМ. Он ги правеше тие анкети, ги учеше тие партиски структури на СДСМ во младинските организации. Ѓорѓе Иванов значи не може се доживее ако нешто друго ше надвор од СДСМ. Наставно имам чувство дека вториот ешелон на СДСМ денес владее со Република Македонија. Може тоа ви представува некоја сатисфакција, меѓутоа тоа е штетно за државата? Ајде, можеби ќе делува малце претенциозно, меѓутоа така го поставивте прашањето, така ќе одговорам. Значи, ако се повикувате на тоа дека Ѓорѓе Иванов правил анкети за СДСМ или некои други што вела дека пишувал говори за некои челници на СДСМ кои што требало негде да бидат искажани и така натаму, тоаш можете да замислите
кого предложи ВМРО ДПМН за председател на државата. Значи човекот кој што до таму допрел во СДСМ. Господин Црвенковски, јас многу добро претпоставам кога ВМРО предложи за втор човек, односно за прв човек на државата. И тука е мојот страв, и тука мојот конфликт со вас. Добро, се вратиме. Не се кандидиравте. Јас апсолутно знам и кој е Ѓорѓе Враков, не треба да ми кажувате тука пред 250-300 гледачи. Апсолутно било каква компарација по било кој критериум ќе покаже дека не можеме воопшто да правиме споредба помеѓу Срđan Керим како председател на државата, кој евентуално би ги добил изборите, и Ѓорѓе Враков. Зошто Фрчковски? Тогаш го изфрлувате. Луѓето околу Фрчковски велат, ние точно знаевме што е нашата задача. Нашата задача беше со таа артилериска гранатирање на власта да подготвиме терен за враќање на опозиција на власт. И ако човек ги гледа работите, Фрчковски водеше поприлично успешна и добра кампања, што можеби не соодветствува на резултатот што го постигна, меѓутоа Фрчковски воскресна одредена дебата во Македонија која немаше 3 години. Иницијалната идеја за Фрчковски како кандидат за председател на државата дојде од одредени личности од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. И мислам дека тоа тие јавно го соопштија. Факт е дека таа идеја ја поддржав, затоа што во дадената ситуација мислев дека со неговите ставови по оние клучни прашања каде што сега се ломи односот на силите во Република Македонија. Значи, НАТО, ЕУ, спор со Грција, демократија, правна држава и така натаму. Неговите ставови се скоро целосно идентични со ставовите на Социјалдемократскиот сојуз. Втора работа е дека кандидат кој што знае низ кампања тие ставови да ги артикулира на начин што граѓаните лесно ќе ги разберат. И трета работа е кандидат е фајтер, кој што нема да попушти под притисоци, закани, црни или негативни кампањи, што се покаже дека е точно. И четврта работа, дали Фрчковски ќе биде дел од новиот тим на СДСМ? Ова е фаза во која што, како што реков пред малку, апсолутно се воздржувам од споменување на било какви имиња, било во однос на тие кои што ќе бидат промовирани во новиот тим, било во однос на имиња кои што до сега биле во првиот тим, нема се наоѓаат повторно на таа позиција. Мислам дека е коректно, редно таа информација први да ја чујат делегатите на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз. Ако не се врати во СДСМ, треба да заврши политичката кариера. Тоа му останува како опција да се врати во СДСМ и да атакува уште еднаш, да проба дали народот ќе му даде шанса да биде премиер. Бранко Црвенковски почнува од нула. Мислам дека е свесен дека без сериозна партиска база, без партиска основа, неговото натамошно екзистирање во политиката е непотребно и можеби дури и невозможно. Нема каде. Каде ќе оди човекот? Што друго би правил? Замислите го Црвенковски во улога на бивш председател со кабинет, со платен шофер, со две советнички места, збутан во некоја канцеларија на Огњан Прица, колку што дознавме дека ќе му биде новиот кабинет. Црвенковски е се уште млад за политички да се пензионира и покрај тоа што во нашата средина се доживува како стар и истрошен политичар, сметам дека тоа не е точно. Мислам дека се работи за политичар кој што сега се наоѓа во полна зрелост. Како што помина председателските избори, можеби дури имаше шанса и да победи, иако ќе се соочеше со огромната пропагандна машинерија на оваа власт. Но навистина големо е прашање каква ќе беше придобивката од тоа, не само за Македонија, туку и за него лично. За жал, СДСМ не можеше да закрепне поинаку. Тоа е нивна грешка. Луѓето се научени да бидат, да имат некој авторитет во партијата што ќе ги води. Таков, освен Црвенковски, нема СДСМ. Се враќа во СДСМ, претпоставам затоа што СДСМ е во тешка ситуација. Јас верувам дека Црвенковски ќе може да ја зашрафи СДСМ. Црвенковски се враќа во СДСМ за да го продолжи својот политички живот, очигледно. Тој е единствениот кој има каков таков посериозен рейтинг од страна на другите политички праваци од оваа политичка партија.
СДСМ е денес растурен кod Турција после Балканските војни. Како ќе успее Бранко Црвенковски од оваа екипа, кој губи последователно 4 избори од ВМРО ДПМН, да направи одреден тим кој ќе може на следните парламентарни избори да го порази Никола Груевски? Ви имате одбиено многу луѓе на понудите што им ги давате да бидат дел од новото раководство на СДСМ, и дали денес луѓето во СДСМ веруваат повеќе отколку пред 6 месеци, да речеме? Кога сите безмалку го отпишавме СДСМ, дури не се очекуваше дури ниво Струмица да се добие градоначалничко место, значи СДСМ можеби не постигна резултат од кој боли глава, меѓутоа сепак постигна подобар резултат отколку што сите очекува во Македонија. Јас мислам дека потенцијалот на Социјалдемократскиот сојуз да собере во своите редови, да прибере во своите редови и околу себе луѓе кои што досега не биле ангажирани, кои што имаат што да понудат партиски, меѓутоа исто така и луѓе кои што можеби не се подготвени партиски, а се ангажираат меѓутоа на некоја стручна, експертска основа, интелектуална основа, дека се зголемува. Тоа е факт дека се зголемува, не знам на што се должи, дали само на изборните резултати на овие претседателски и локални избори. Како поменувате кај тие луѓе со кои разговарате, кои сакате да ги ставите во новиот тим на СДСМ? Повеќе ви одбиват или повеќе ви прифаќат понудата? До сега не се случило некој да одбие, може би изборот на луѓето со кои што разговараме. Со многу малку луѓе разговаравте или луѓето се понаклонети кон поголем број СДСМ? на луѓе и до сега не се случило да не изразат подготвеност да се вклучат во еден посериозен ангажман, се разбира, со некакви градации, некои на партиско ниво, некои на соработка со партијата, на стручно експертско ниво и така натаму. Можеби ја се сеќавам токму со такви луѓе. Ќе има СДСМ добар тим? После конгресот Дали ќе има добар тим? Да. Ќе има доволно добар тим. Билат ќе има нова боја, ќе биде црвена боја, се враќате на црвената боја. Видите, символиката не е за подценување, меѓутоа воопшто не е клучна. Не е клучна. Клучни ќе бидат, како што реков, прво програмските определби кои што треба да се дефинираат, кои што треба да бидат современи и да дадат одговор на оние прашања со кои што денес државата се соочува. Клучно ќе биде квалитетот на луѓето кои што ќе бидат во првиот фронт на Социјалдемократскиот сојуз, значи оние кои што ќе ја представуваат таа програма пред јавноста, битно е да бидат луѓе со име, со презиме, со кредибилитет, со доверба, барем почетна доверба од страна на граѓаните во она што тие ќе го презентираат и говорат. Понатаму исто така е битно само организационо да се стегне, да стане партија во која што има функционална хиерархија. Многу обврски си давте, господине Црвенковски. Видите, јас како почнавте да наредувате луѓе вакви, луѓе онакви, па не знаме. Не се тоа обврски што јас си ги давам туку што ситуацијата. Не знам дали најте 5 такви луѓе во Македонија, посебно не во СДСМ. Тоа се обврски што самата ситуација ги наметнува. Значи ситуацијата во државата, ситуацијата власт опозиција, меѓутоа и состојбите во самата партија. Ова ми е некако кој список на желба на Никола Груевски со 8 милиарди инвестиции до 2017 година. Значи, тука ќе трката дали се пореални инвестициите на Никола Груевски или новиот тим на СДСМ. Господин Ефтов, ја не се враќам во СДСМ за да пробам. Да си ја пробам среќата. Јас се враќам во СДСМ за да победам. Да победам заедно со таа политичка партија на следните парламентарни избори. Ќе направам се што е потребно и неопходно, а треба многу да се направи, меѓутоа гарантирам, верувам, убеден сум дека во тоа ќе успеам, не сам, туку заедно со сите останати, и дека Социјалдемократскиот сојуз на следните парламентарни избори со својата кадровска, програмска понуда и во секоја споредба со она што денес представува ВМРО-ска власт ќе ја добие довербата на граѓаните. Останете со нас и по рекламите, опроследите крајот на нашето вечерашно интервју со Бранко Црвенковски на тема дали Бранко Црвенковски беше добар или лош претседател на Република Македонија и како може на следните парламентарни избори како шеф на македонската опозиција да го порази Никола Груевски. Пролетна квиз свежина во СП Маркет Макси Д и Юник. Купи Нивеа производи за 199 денари и освежи се оваа пролет со Цептер награди. СП Маркет Макси Д и Юник те очекуваат. Имате болки во телото, ви тече носот, кашлате, имате висока температура. Вистински момент е за Кафетин Колд. Кафетин Колд делува против сите симптоми на грип и настинка. Содржи витамин С. Се за вашиот дом. Реплек Маркет Хубо.
Пролетна квиз свежина во СП Маркет Максиде и Юник. Купи Нивеа производи за 199 денари и освежи се оваа пролет со Цептер награди. СП Маркет Максиде и Юник те очекуваат. Че може да го порази ако идеме на редовни избори, но тоа нема да зависи многу и од него, туку ќе зависи од чекорите на Груевски, колку грешки ќе направи во наредниот период. Мислам дека тоа ќе повише ќе зависи од Груевски отколку од него и ќе зависи исто така со каков тим ќе настапи сега Црвенковски по враќањето. Дали Бранко Црвенковски ќе го порази Груевски на следните избори, ќе зависи пред се од тоа колку ќе нарасне опозицијското и критичко мислење во Македонија. Тоа нема да биде задача само на Бранко Црвенковски и нема да зависи само од него. Црвенковски не може да го порази ВМРО. ВМРО може да се порази самата себе. Груевски, значи, во моментов најголем непријател на ВМРО му е самиот он. Во моментов мислам дека политиката што ја води ВМРО ДПМН не е во правец на подобрување на состојбите во Македонија, меѓутоа ако Груевски реши да речеме да прифати компромис со Грција, да се отворат надворешните перспективи на Македонија, може би ќе добие уште една шанса. Меѓутоа, ако продолжи со таква политика, СДСМ би требало да поентира. Ваквата ослабена опозиција е штетна за македонското општество генерално. Евентуалното засилување на опозицијата со ослабениот Црвенковски едноставно е невозможно. Трендовите покажуваат дека политиката на Никола Груевски полека, но сигурно ја губи поддршката. Ваков каков што е сега, е прашање дали може да го порази. Значи не се работи за тоа, сепак политички карактер е во прашање. Црвенковски има капацитет да извојува политичка победа против било кој во Македонија, по моје мислење. Очигледно ќе биде тука прашањето е дали Груевски и натаму ќе продолжи да прави толку негативни потези на политичката сцена за Црвенковски да се врати. Враќањето на Црвенковски по мене е голем дел поради лошото политичко владење на Никола Груевски. Колку да звучи парадоксално, Бранко Црвенковски може да го порази Никола Груевски само на планот на економската политика. Всушност, денес имаме судир на човекот кој се доживуваше како гробар на македонската транзиција, со човекот кој се доживуваше како најголем реформатор во македонската економија. Кој ќе победи во таа битка на двата големи мита, ќе покаже времето. Ќе го демантирате ли Лјупчо Георгиевски? Тој вели, може би сум јас истрошен политичар, ма не гледам што ново може Бранко Црвенковски да донесе во СДСМ. Знаете, и Лјупчо Георгиевски, а во последно време многу почесто од Лјупчо Георгиевски Никола Груевски дава јавни препораки, сугестии што е тоа што треба СДСМ да направи за да се консолидира. Дури кога ги слушам, почнувам да размислувам дека горат од желба. Што е можно побрзо СДСМ да ги порази и тие да си заминат од власта. Што е добро за СДСМ ќе се оценат членовите на СДСМ. Што е добро за државата ќе се оценат граѓаните на Република Македонија. Значи, нам совети од Лјупчо Георгиевски или Никола Груевски како да ја консолидираме партијата не ни треба, а дека добро ќе ја консолидираме ќе се уберат набрзо. Господине Црвенковски, што ново може да понудите после 18 години на политичката сцена? Па ново можам да понудам не јас, туку заедно со своите нови соработници или старо нови соработници во Социјалдемократскиот сојуз во сите сегменти. Посебно имајќи го предвид состојбите кои што ги имаме. Значи, што е тоа ново? Ново е тоа што имаме нови проблеми на кои што треба да им се изгледа со пресред со нови решенија. Сте уморен од политика после 18 години. После такви жестоки критики, одредени стресови, не само за вас, за фамилијата и така натаму. Мислам, апсолутно човек после 18 години му се го писува све, му доаѓа преку глава. Па дури онаа варијанта за пишување на мемуари не беше така лоша. Како за кого? Значи, јас сум во ситуација која имам навистина силна мотивација политички да се ангажирам со поголем елан отколку до сега. Како може да го поразите Груевски? Гледате, Груевски направи еден поприлично успешен модел. Јас би го нарекол Џан да разбира, безмалку собра све што можеше на политичката сцена, вклучително и вашите довчерашни коалициони партнери. Значи, да се порази Никола Груевски, веројатно може да се порази со една таква политичка збирштина. Имам чувство дека коалициони капацитет на СДСМ и на Бранко Црвенковски во моментот е многу послаб колку на Никола Груевски. Значи, прво јас мислам дека и околу начинот на владење на Груевски и постигнување на неговите резултати се создава една фама која што
не корелира со реалноста. Значи, апсолутно не се работи за некаква многу сериозна умешност или стратегија во водењето на политиките кои што резултираат со доверба од страна граѓаните и победи на изборите. Туку се работи буквално за дневна политика, популистичка политика, проектирање на работите од денес до утре и тоа само за потребите на внатрешен план, за собствената партија и за себе си лично. И сега нормално може да бидам прашен, па сепак тоа му дава резултати, меѓутоа во политиката не се бројат резултатите на краток период, во политиката на краток период се е можно, па дури е можно и со ваква политика Груевски повторно победи на изборите како што тоа се случи пред 2-3 недели. Меѓутоа на долг период може да обстојат само вистинските политики, вистинската работа и вистинските резултати. Сега влагаме во една абсурдна ситуација дека Никола Груевски треба да биде поразен од Бранко Црвенковски на економски план и со економска политика, ќе дојме во една ситуација човекот кој беше обвинуван дека транзиционно има уништена Македонија да им покаже на македонските граѓани колку да е тоа неблагодарна, претпоставам ќе биде една многу тешка задача да им објасните на граѓаните дека вие сте подобра економска иднина и решение за македонските проблеми од Никола Груевски, кој се доживуваше како голем економски реформатор. И тоа ќе е парадоксот на владењето на Бранко Црвенковски кој лидер на СДСМ и лидер на опозицијата во наредните 1 или 3 години. Не знам дали забележавте во самото прашање, вие го употребивте глаголот во минато време Груевски, кој што се доживуваше како голем економски реформатор. Веќе никој во Македонија не говори дека Груевски се уште се доживува како голем економски реформатор. Сосема логично, бидејќи од реформите не остана ни буквата Р. Во Македонија од воведувањето на рамниот данок во економската сфера до денес немаме ни една вистинска реформа во ниту една област, не само во економијата, во здравството, во образованието. Туку сме сведоци само на една популистичка, неодговорна, несериозна политика, чии последици веќе евидентно се појавуваат. Мислите дека Груевски е свесен за тоа и свесно оди во оваа политика на градење на цркви, градење на споменици на Александар Македонски големи. Човекот се откажа од све, без малку. Гледате, денес он се крши околу две работи. Сака пари од ММФ, а не сака да има аранжман, значи да не биде контролиран. Од друга страна, апсолутно гради цркви и гради работи кои се можеби непотребни во моментот, меѓутоа го сензитира македонското јавно мислење. Знаете, сега не дели, не знам, Словени, не Словени, не знам, религиозни, нерелигиозни, луѓе кои се за минатото, луѓе кои се за иднината, апсолутно. Дури конфликтот што беше до пред 3 или 4-5 години помеѓу македонците и албанците веќе архивиран, над акта ставен. Денес имаме конфликт кој отворен помеѓу македонците. Видете, една од карактеристиките на секоја популистичка политика е токму она што го прави Груевски во континуитет. Он продуцира постојано нови поделби. Значи, на почетокот беше, да речеме, поделба на патриоти и предавници, или странски платеници. Па има концепт. Концепт кој што на крајот е штетен за државата и тоа ќе стане јасно и евидентно. Дали во моментот Никола Груевски е посилен од Бранко Црвенковски? Во кој смисол? Политички. Да. Во делот на олигархија, во делот на тајни служби, во делот на резултати. Целата власт во оваа држава во моментот е во раците на Никола Груевски. Како да биде поразен тој човек? Затоа што има... Како може да биде поразен? Има еден елемент. Има еден елемент многу битен. Све ова не важи ако народот не му дае поддршката, дае поддршката на другата страна. И како од овие луѓе кои 4 пати се поразени од Никола Груевски во врвот на СДСМ, вие треба да направите тим кој може да го порази Никола Груевски. Колку успеете тоа да го направите? Мислите како да се направи победничка атмосфера? Па било каква атмосфера. Луѓето веќе научија да губат. Дури се радува дека се втори нови избори. Добро, значи на 24 мај на чело на партијата се враќа човекот, тоа се враќам ја, кој што на последните избори на кои што јас учествував, Груевски беше поразен. Ви се очекувате граѓаните да веруваат во ова, а коалиционите партнери или до вчерашните не ви веруваат. Гледате што се случи во општина Центар. Во време на мокниот и силен Бранко Црвенковски немаше да му падне на памет на Тито Петковски или на Ристо Пенов така лесно да ги дават гласовите на ВМРО-ДПМН. Господин Ефтов, мен ми е клучно граѓаните ми веруваат. Ако ми веруваат граѓаните, тогаш ќе се јават и коалициони партнери што ќе веруваат. Ако ми веруваат граѓаните, ќе се јават и интелектуалци кои што ќе веруваат, ќе се јавуваат и елити кои што ќе веруваат и на крајот на криштата токму од довербата на граѓаните зависи дали на следните избори ќе опстои власта на Груевски или ќе дојде владата на Социјалдемократскиот сојуз. Господине Црвенковски, 2004 мислам го подценивте Груевски, дали денес го подценувате Груевски, сметајќи дека така лесно ќе го поразите?
Ја никогаш не сум го подценувал Груевски, не само него. Значи, никого од моите политички конкуренти или противници, никогаш не сум ги подценувал во изминатите 17 или 18 години. Говорам за себе. Ако не го респектирате противникот, веќе напола сте изгубиле битката. Груевски покажа дека навистина успеа да постигне добри резултати за својата партија на изборите, како нејзин председател. Значи, дефинитивно воспостави една, ја би рекол, организирана владина машинерија која што војнички функционира, каде што никој никого не прашува кој ќе добие наредба дали е паметно или глупо, туку само се спроведува. Дури во вашето најдобро време таква политичка мок не беше во ваши раци. Ставен како сега во времето Никола Груевски. Тоа не е здраво да се стави во една личност како здраво, меѓутоа е тешко да се порази. Тоа не е добро за државата, тоа не е добро за општеството. Значи, затоа постојат различни институции кои што треба да прават баланс помеѓу себе во функционирањето. Ако се сконцентрира целата власт во рацете на еден човек, тоа се вели автократска власт или тоа е еден чекор до диктаторска власт. Се надевам дека тоа никој во Македонија не го посакува. Ова не го очекував да го слушам од Бранко Црвенковски, да се жали дека власта е во рацете на еден човек. Ја не се жалам од аспект на тоа дека мене ми е тешко или ќе ни биде тешко во политичката партија да функционираме. Напротив, тоа е дополнителен мотив оваа власт да ја победи. Да беше тоа демократска власт, со добри резултати за граѓаните, да функционираше правната држава, да напредувавме на меѓународен план, тогаш и шансите за враќање на опозицијата на власт ќе беа помали, меѓутоа и мотивот мој личен, а верувам и на многуми на други да се ангажираат, ќе беше помал. Господине Црвенковски, 18 години сте во политиката. За крај, што може на човек да му се посака во животот после толку години поминете во политиката и без малку сите функции што сте ги имале? Што би можел некој да ја посака на политички план? Прво, посакајте ми добро здравје. Ви посакувам добро здравје. Другото сам ќе го одработам. Фала многу за разговорот. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето интервју со Бранко Црвенковски, послано негово како шеф на македонската држава. Се гледаме идниот петок во истото време. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.